Со новите измени, повторно на законот за употреба на македонскиот јазик, најпрвен тој никако да профункционира инспекторатот, а со новите измени повторно не е самостоен орган, туку е ставен во рамките на Министерството за култура и за туризам. Дали со таква измена тој би бил поефикасен со оглед на човечките ресурси, нели што ги има во Министерството, или пак имаме понеефикасен инспекторат бидејќи нема да биде самостоен? Тука морам да кажам дека ми се подвоени мислењата, значи мислењето, зашто не знам како би функционирал. Впрочем, еве и Советот за македонски јазик е како едно советодавно тело, функционира како дел од Министерството за култура и за туризам. Може би таков инспекторат на почеток би било добро да функционира при тоа министерство, заради тоа што може би ќе најде поедноставно, побрзо да ги оствари своите цели, да ги спроведе своите идеи. И во тој контекст може би навистина треба да се направи една дебата и со директорката на тој инспекторат, да видиме како таа размислува, што се тие новини кои што таа би можела да ги воведе, или како понатаму, например, тој инспекторат ќе се насочи кон единиците каде што тоа треба да се провери на кое ниво е употребата на македонскиот јазик. Па дури дали македонскиот јазик доволно точно, правилно се употребува во основните, во средните училишта, во медиумите, во телевизиите, тие најсфрлените прво да ги видиме, но рековме дека секако мораме да водиме сметка и во сите работни